Го следите централното издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со најава на дел од содржините. Денешниот празник и осветувањето на Божиот храм Свети Димитри во село Селце собра голем број на верници. Последните дождови, освен што ќе влијаат на вкупната хидролошка состојба, добре дојдени се и за есенските и пролетни култури, кои се во фаза на интензивен развој. Најфреквентната сообраќајница која служи како главна артерија за поврзување на центарот на Штип со останатите населби во градот, послана со втор слој на асфалт. Денешниот празник и осветувањето на Божиот храм Свети Димитри во село Селце собра голем број на верници, а масовен собир денес имаше и во Света недела во приградската населба Мирјанин манастир, каде се прославуваше втората недела од Воскресението Христово. Во присуство на голем број верници денес во штипското село Селце се освети храмот посветен на Свети Димитри Великомаченик, но овој ден во кој верниците го одбележуваат неверувањето на апостолот Тома за Исусовото воскресение. На свечениот чин и голем дел за верниците присуствуваше и владиката Иларион митрополит Брегалнички. Се друго е милниво, но вакво нешто, ваков дар на Бога останува вечно и за во вечноста, и овој храм ќе остане да сведочи и во времињата кои што доаѓаат, и тогаш кога ќе не нема нас, но храмот ќе сведочи за верата, за луѓето кои што живееле овде и кои што многу малку православни има овде кои што живеат, но се надеваме дека ќе има и повратници и овој храм ќе го користат за своји духовни потреби и за своја духовна храна. Желбата да ја изгради оваа црква ктиторот Ѓоре Митев, кој потекнува од ова село, а пред 4 децении заминал во Австралија, се исполни. Носталгијата за родното место на Митев беше една од причините за да се одлучи на ваков убав чин. Со донираните средства и поддршката на мештаните, селото денес ја доби и првата црква. Поводот е малку носталгија, желба. Никој пат не е имало тука, никој не памте дека е имало храм. Можда е некогаш, ама не знаат, никој ни постарите од нас, а беше желба некоја моја лично и со селаните збореме дека имате они некоја желба нешто се изграде. Жителите презадоволни што конечно добија ваков храм, повеќе нема да мораат да одат во соседните села за да ги извршуваат верските потреби. На осветувањето присуствува и голем број верници од повеќе градови на Македонија. Јас сум од Скопје дојдена. И многу ми е милова, моја прва братучетка е градот со сопругот црквата и дојдена сум така да видам, прв пат идам на ваква прослава. Гледам овде има џамија, ова било покрај турско, сигурно имало и македонско население и би требало да има црква. И да заживеат целата. Проектот што го предложи, не знам кој го предложи, мислам од владата или кој, треба да заживеат селата. Убаво е, тука многу убаво. Дојдеме денеска, црквата е многу убава. Се е убаво, народ има многу тука. Дојдеме ние с него од бабите. Инаку денес масовен собир имаше и во манастирот Света недела во местноста наречена Мирјанина црква. Македонија за младите е новата мобилна апликација преку која од денес на многу лесен и едноставен начин може да се дојде до сите информации за 40 проекти за млади кои беа промовирани изминатиот период. Оваа апликација е многу лесна за употреба. Можете сите преку вашите мобилни оператори од денеска официјално да ја даунлодирате и со тоа да започнете со нејзина употреба. Потоа оваа апликација можам да ви кажам дека со таа намена го направивме вебсајтот Македонија за младите.мк, како и самата апликација, бидејќи доколку младите лица до 29 години не бидат информирани за користењето на мерките кои што ги создаде владата на Република Македонија, овие мерки самите нема да бидат искористени. Затоа апелираме до сите млади лица до 29 години
да ги погледнат сите услови на сите проекти кои што се заинтересирани, кои што се за посебна намена за нив и да ги искористат, ги ографуваме самите да симнат оваа апликација и да апелираат, односно да аплицираат до овие проекти. Апликацијата содржи 40 проекти, во континуитет владата ќе продолжи со создавање на нови проекти и самите секој граѓанин како што ќе имаме нови проекти ќе може да ги гледа на самата оваа апликација, бидејќи самата апликација ќе добива апдейт верзија, односно подобрување на веќе постоечката. Од град во село за нов почеток е новиот проект на владата на Република Македонија. Оваа мирка може да искористат лицата кои претходно живееле во село, а сега се преселиле во град и се уште имаат имот во селото каде што живееле. Жителите од руралните средини ги поздравуваат овие мерки и ги повикуваат граѓаните да дојдат да живеат во село. Новиот проект од град во село за нов почеток на владата на Република Македонија, со кој се заокружува цел сет на мерки да го подобрат животот на село и да го направат земјоделството уште поисплатлива стопанска гранка. Жителите од руралните средини ги поздравуваат овие мерки, ги повикуваат граѓаните да дојдат да живеат во село, велат ќе одгледуваат повеќе култури, со тоа ќе се зголеми производството на земјоделските производи, ќе им се подобри економската состојба и ќе бидат поздрави. Мислам дека тоа е многу добра мерка од владата за луѓето што го напуштиле селото пред неколку години. Мислам дека со тоа ќе се врати животот во селата, во руралните средини, со тоа што ќе се стави аспект на земјоделието, ќе се развие земјоделието, ќе има нови производи, граѓаните ќе произведуваат повеќе производи земјоделски, со тоа ќе има план. Мислам дека од тај аспект ќе се подобри економијата. Најидеално е младите да се враќаат во село, бидејќи ќе имат подобар стандард. Може да има и сточарство да се оформи, да се купат и стока, дават поволни кредит сега. 6.000 евра не е малку. Значи, ако се врнам пропече, там ќе седам. Сакам да седам, да поднесам кредит, да извадам. Може или не може? Поволниот пакет на мерки и бенефиции ќе се состојат од парични средства за купување, изградба на нова или реконструкција на стара или веќе постоечка куќа на село, бесплатно државно земјиште за работа и користење на бројните мерки кои преку програмите им стојат на располагање на земјоделците. Мерките се однесуваат пред цена субвенции за набавка на земјоделска механизација, еднократна парична помош во рок од 18 месеци, потребна за почеток со работа и обезбедување на екзистенција, како и 80% поддршка од изградба на системот капка по капка, доколку се занимава корисникот со обработка на почва и растително производство. Со овие мерки ќе се придонеси и за натамошен развој на руралните подрачја, а посебно на развојот во селските средини. Последните дождови, освен што ќе влијаат на вкупната хидролошка состојба, добредојдени се и за есенските и пролетни култури, кои се во фаза на интензивен развој. Земјоделците велат дека мајските дождови злато вредат за нив и за она што го посеале. Дождот во мај вреди злато. Оваа констатација која се пренесува со генерации ја отсликува реалната слика во земјоделието, хиперболизирајќи го значењето на дождот кој ќе наврне во овој месец. Мај е месец кога на житариците и останатите пролетни култури им е најпотребна влагата за вегетација. А во источниот регион, само во изминатото деноноќие, наврнаа нови 20 литри дожд. Тоа значи благодет за земјоделците. Мајски дожд е злато. Шујка србите, мајско блато е злато, вика. Многу пат на дожд. Превише, а? Добро е за житариците. Дожд нај премногу. Најдобро е за се земјоделието. И за пролетнини, и за есенски сеидби, се е добро. Овај дожд е за се убаво и немаш од друго. И жито, и се ќе биде. И безевано више готово. Од сега па натаму земјоделските производители ќе си ги извршуваат останатите земјоделски активности и ќе очекуваат богат род. Се надеват дека ваквото време ќе продолжи. Добро, надам сега. До сега биде добро, само што е проблем, ладно е. Не може да се развива растението, иначе има влага. Според синоптичарите, дожд ќе имаме и во наредните денови. Во источниот регион, посебно во Овчеполието, дождот никогаш не е одвишен.
Добра вест во врска со врнежите е што времето ќе биде и променливо облачно со сончеви периоди, поради што и дневната температура во одреден период ќе биде околу 20 степен. Тоа според земјоделските стручњаци е добро за подобра вегетација на земјоделските култури. Најфреквентната сообраќајница која служи како главна артерија за поврзување на центарот на Штип со останатите населби во градот, послана со втор слој на асфалт. Вкупната должина на улицата изнесува околу 1 километар. Улицата Вардарска, која е една од најфреквентните сообраќајници која служи како главна артерија за поврзување на централното градско подрачје со останатите населби во градот, од денес е послана со втор слој на асфалт. Улицата Вардарска е поделена во два дела. Првиот дел, како што и самите граѓани може да видат, веќе е завршена. Пред завршувањето на градежната сезона од страна на изведувачот беше главното асфалтирање беше завршено, меѓутоа остана само оној финиот слој, каде што за време на викендот беше поставен финиот слој на асфалт. Поделена е во два дела. Првиот дел е до спојката кај улицата Пиринска и вториот дел од улицата Пиринска до училиштето Гоце Делчев. Вкупната инвестиција за улица Вардарска изнесува 7,5 милиони денари, а вкупната должина на улицата изнесува околу 1 километар. Во првиот дел се вложени 4,5 милиона денари и во вториот дел 3 милиона денари. Смената е комплетно е смената инфраструктурата, се мисли на водовод и канализација, каде што веќе е одбрана фирма изведувач за вториот дел од улицата Вардарска, во секој момент треба да започне. Граѓаните презадоволни, во иднина ќе заштедат на резервни делови за автомобилите од ударните дупки. Как беше коцка, сега асфалтирано, нема да газиме кал. Само там горе треба да се поправи малце. На таа улица не можат колите да слеват, многу е висок патот, а во е ниско и закачат. Иначе е добро. По завршувањето на останатиот дел од оваа улица ќе се пристапи на реконструирање и изградба на тротоари, со што улицата ќе добие нов и комплетен изглед. ИСР во Штип продолжува со обновување на машинскиот парк. Набавени се нови машини за поефикасно извршување на работите во делот на водовод и канализација. ИСР продолжува со обнова на возниот и машинскиот парк. Од денес на располагање на вработените им се 2 машини. За да олестиме работата и побрзо ги удоволиме сите налози за работа, обезбедивме неколку машини, обезбедивме 4 машини во вредност од 10.000 евра и тоа агрегат за набивање, моторна машина за сечење на асфалт и бетон, мобилен агрегат и пикамер за сечење на асфалт и бетон. Најголемо олеснување ќе има во делот на активностите на водовод и канализација. Со оваа машина добиваме многу леснување на работа. Со прекупите преку главните патиши има многу проблеми. Не се набива кој што треба. Нешто со липкерите колку можеме набиваме, со ова е малку сепак многу подобро. На овој начин се очекува да се елиминираат и пропустите во интервенциите кои најчесто се должија на немањето или на дотарената механизација. Двете машини ќе ни послужат за поквалитетно извршување на работните задачи, посебно кога што имаме планирани активности и имаме позиција сечење, нема сега да кршиме со компресори, после самото санирање да изгледа многу лошо и со текот на времето, заради тоа што и немавме и машина за набивање, да дојде до пропаѓање на ровот. ИСР во наредниот период со сопствени средства ќе продолжат да го збогатуваат машинскиот парк, најави директорот Бојаджиев. Идеите на младите штипјани стануваат реалност. Еден од проектите на кои интензивно се работи е патека за екстремен велосипедизам. Оваа патека ќе биде во должина од 2 километри во штипската населба Кадидаре. Штип наскоро ќе добие патека за екстремен велосипедизам. Ова беше една од предложените идеи на младите штипјани која стана реалност.
Патеката ќе се протега во должина од 2 километри во населба Кадидере. Со ова беме ние мотивирани да и собравме околу 10 души да почнеме со изградба на патеката, односно од тогаш сме се собирале 7 до 8 пати, каде што секоја недела одиме и работиме на стазата која планираме да биде готова до крајот на јуни. Патеката ќе содржи повеќе екстремни спустови кои ќе бидат соодветно прилагодени на теренот. Во изградба се неколку скокови моментално и во еден план ние да направиме голем скок од 2 до 3 метра каде што ќе се скока цел пат. Во план се да направиме градина од камења каде што ќе биде малку поекстремно и длжината на патеката ќе биде околу 2,5 километри. Во летниот период на оваа патека ќе се организираат и трки за екстремен велосипедизам на кои ќе учествуваат и надпреварувачи од соседните земји и Балканот. За овие трки планираме да има гости не само од Македонија, туку и од соседни држави како што се Србија и Бугарија, но има пројавен интерес и од спонзори, исто така и возачи од Хрватска и од Грција. Советот на млади војнина ќе организира работилници на кои младите ќе можат да ги предложат нивните идеи за тоа како го замислуваат Штип. Во иден период ќе имаме слични вакви работилници, па сите оние кои што имаат слични идеи за да си го видат градот разубавен, можат да дојдат и да присуствуваат на ваквите работилници, а за работилниците ќе можат да дознаат на самата страна на профилот на Совет на млади, кај што јавно ќе бидат поканети сите млади и повозрасни да можат да си ги образложат своите замислени соништа за нивниот град. На предлог на младите од Штип наскоро ќе се започне со изградбата на пешачката и велосипедска патека која ќе биде продолжение на постоечката патека позади Исарот и ќе се протега во должина од 5 километри до населбата Караорман. Стотина илјади граѓани на Полска денеска излегува на улиците во Варшава на протести и контрапротести во однос на Европската Унија. Според подржувачите на опозицијата, Полска секогаш припаѓала на Европската Унија и таму е незината иднина. Од друга страна, радикалните националисти ја отфрлаат, како што велат, диктатурата на Брисел. Според проценките на тамошните медиуми, на улиците излегле над 200.000 полјаци. Демонстрантите за Европската Унија беа предводени од поранешниот председател Бронислав Коморовски и градоначалничката на Варшава Хана Валц. Од друга страна, радикалните националисти за време на протестот носеле сатирична кукла од лидерот на Комитетот за одбрана на демократијата, обвинувајќи го дека работи против интересите на државата. Најмалку 8 египетски полицајци загинаа при напад на непознати лица против возило на полицијата во градот Хелуан, кој се наоѓа јужно од Каиро, пренесува Reuters. Според предходни информации, напаѓачите биле четворица, тие се доближиле со пикап до полицајците, кои се враќале од задача, запреле со нивниот автомобил и стрелале на нив со автоматско оружје. Мерките за безбедност се зголемени додека тече потрагата по извршителите. Се претпоставува дека зад нападот може да стојат членови на Исламска држава. Огромниот пожар што го опустоши канадскиот нафтен град Форт Макмари во провинцијата Алберта може да се зголеми до крајот на денот да зафати 2000 квадратни километри. Оваа површина е 3 пати поголема од површината на Торонто. Пламените јазици веќе уништија 156.000 хектари шума и до крајот на денот пожарот може двојно да ги зголеми своите размери. Променливите ветрови во рејонот ја усложнуваат ситуацијата. Тие меѓутоа денеска стихијата е насочија југоисточно од Форт Макмари, каде делови од градот и натаму тлеат. Најдобриот каратист од Штип Емил Павлов се закити со бронзен медал на Европското првенство што се одржува во Монпелје, Франција. Тој во дисциплината борби во категоријата до 60 килограми во борбата за бронзен медал беше подобар од летонецот Калвис, победувајќи го со 1:0. Претходно Павлов беше доминантен против романецот Јанчу, полскиот репрезентативец по киловски, а во четвртфиналето загуби од турскиот каратист Каја.
Во завршниот дел за влез во малото финале, Емил Павлов го победи францускиот каратист Агужил со 2:0 на поени. Инаку на Европското првенство во Франција, Македонија отпатува со големи амбиции, но ниту во екипниот дел, ниту во поединечниот не успеа да оствари позначаен резултат, освен големиот успех на Емил Павлов. Ова беше се во ова второ и централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Довидување до Дневник 3 на 30 на минути пред полноќ.